се заблагодарам на вашата телевизија, бидејќи веднаш откако побарав да се дружиме, вие ми одговоривте позитивно и ми е многу драго што сте дел и што сте заедно со мене во оваа моја прва промоција. Денеска промовирам 3 книги. Тоа се Копнеш, Полночни шепотења и третата книга ми е Поглед во огледалото на душата. Сите 3 книги ги имам почнато пишувано од 2020 година, втората е 2021, а третата пред некој месец, пред 1 месец излезе од печатење. Само да ви кажам нешто. Сите ние кога ќе дојдеме во некои наши години, поодминати да ги кажеме години, сите ние тежнееме да оставиме нешто на нашите поколенија. Не е само материјалното во прашање. Духовното е исто многу битно. Затоа јас сум многу среќна денеска што на моите поколенија, на моите внуци ќе им оставам нешто кое што е дел од мојата душа. Зашто се работи во книгите, која е тематиката? Книгите ми мирисаат на автобиографски, бидејќи кога се пишува, сакале вие или не можете да побегнете од себе си, е така да живот самите настани кои што се нижеа во тој живот, се создаваат зборови кои што се преточија во стихови, во реченици и така се слеа на тие бели листови од каде што почнуваат книгите да раснат. Може би е рано да се зборува, но дали имате идеја за некои следни книги? Веќе во при крај ми изработката на 4-та стихозбирка, таа ќе се вика Каде песно моја, што значи дека и поезијата и прозата, бидејќи и двете работи многу ги сакам, многу ги обожавам и со двете работи ќе се занимавам. Сега, кога сум веќе пензионерка, времето ги имам на располагање, што посакувам сите тоа да го дочекаат. Дали ги пишувате сигурно и читате многу книги, дали имате некој умилен автор од кој што можеби се инспирирате? Душо моје, ако не читате, ако немате навиката да читате, тогаш е многу потешко кога ќе сакате нешто да напишете. Значи морате да бидете на некој начин обогатени со она кое што го имате прочитано. Јас читав многу. И во училиште, и додека како студент, читав многу. И денеска читам. Да не зборуваме за Коелјо, да не зборуваме за Лусинда Рајл, да не зборуваме за Алимпичка. Значи, сите тие лица кои што се далеку сме ние сега да не... Меѓутоа ми дава некој си мотив, ми дава некој си пострек, зошто да не се пробам и јас и се надевам дека ќе успеам. Посакуваме многу успех.